Одржување стабилни меѓуетнички односи и продолжување на европската интеграција. Овие два елемента шефот на државата ги истакна како клучни за земјата во наредната година, која е изборна. Во своето последно обраќање како председател во овој мандат, Стево Пендаровски, освен што ги истакна моментите кои ги одбележа изминатите 5 години од неговиот избор, ги нотираше и слабите точки кои со години го мачат општеството. Меѓу нив се и поделбите. Во јавниот простор на социјалните мрежи последниве години се водат вистински војни за тоа кој е поголем патриот или предавник. Крајно време е да го редефинираме патриотизмот, кој во една модерна форма, индивидуално и колективно, треба да се темели на интегритетот на личноста и лојалноста кон државата. Патриотизам е кога не ја злоупотребувате функцијата за лично богатење, кога квалификувани лица доаѓаат на чело на институциите. Патриотизам е кога оставате простор вашите политички противници слободно да го кажат своето мислење. Шефот на државата во годишното обраќање не го заобиколи ниту прашањето кое во изминатиот период ја преокупира јавноста – борбата против корупцијата и организираниот криминал. Со години се соочуваме со отпори од повеќе страни при секој обид за суштински реформи во делот на правосудниот систем. Причина за тоа е спрегата меѓу делови од политичката и бизнис заедница со дел од судиите и обвинителите, порача Пендаровски. За жал, се стекнува впечаток дека САД и Европската Унија се поревностни борци против корупцијата кај нас од нашите институции. Меѓутоа, странските санкции не се доволни, не само затоа што не се проследени со домашни санкции. Имено, ние се соочуваме со многу подлабок проблем, бидејќи корупцијата во меѓувреме стана начин на живот за многумина. Или како што неодамна ја опише еден странски амбасадор, станува збор за менталитет на луѓето кој мора да се менува. Поминато неделниот неуспех на земјава на самитот на Европската Унија, каде поради неисполнувањето на условот уставни измени не беа отворени преговарачките кластери, председателот повика на задржување на европскиот курс и завршување на обврските наведени во преговарачката рамка. Државата мора да остане на патот на европските интеграции, без оглед на тоа која извршна власт ќе раководи по изборите во мај 2024 и какви ќе бидат раздвижувањата по изборите за Европскиот парламент и председателските избори во Соединетите Американски држави. Евентуалното забавување, уште повеќе целосното запирање на европските интеграции, нема да се одрази добро врз ниту една сфера од општественото живење, почнувајќи од економијата па се до меѓуетничките односи. Во однос на уставните промени, идниот собраниски состав ќе мора да ја продолжи дебатата врз реални основи и со далеку почесен однос кон македонската јавност. Кристално јасно е дека европската рамка не може да се промени на подобро, ниту билатералниот договор со Бугарија, независно кој е на власт во Брисел или во Софија. За едните суштинско, за другите празно. На различен начин мнозинството и опозицијата гледаат на обраќањето на Пендаровски. Се согласуваме само со еден факт во обраќањето на Пендаровски, а тоа е дека е ова неговото последно обраќање во собранието на Република Македонија. Дали, доколку не биде избран за председател, ќе ја напушти Македонија како што изјави во 2019 година, оставаме да биде негова лична и семејна одлука. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го поздравува фактот што председателот Пендаровски цврсто стои на ставот дека државата мора да обстои на европскиот пат и на прозападната ориентација, затоа што тоа е нашата единствена алтернатива. Пендаровски се уште не донел конечна одлука дали ќе трча за втор председателски мандат. За сега неговиот став е дека шансите да се кандидира се поголеми отколку да не се кандидира. Партиските лидери се договорија првиот круг председателски избори да се одржат на 24 април, а вториот круг заедно со парламентарните на 8 мај. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.